Големите камени ѕидини кои се протегаат на средното медицинско училиште се уште ја чуваат тајната за нивното постоење. Оваа импозантна градба за која се претпоставува дека е поголема и од Скопското кале, познатиот штипски хирург започна да ја гради пред повеќе од 10 години. Тогаш се шпекулираше дека во овие камени ѕидини ќе никне првата детска кардиохирургија во државата или пак ќе биде рехабилитационен центар. Тоа е многу одамна, веќе повеќе од 10 години почнав со припрема и правење на еден, така да кажам, рехабилитацион центар. Меѓутоа, еден добар дел, една основа е направено. Меѓутоа, како и се друго што правам, не го правам така било како, него со некоја моја желба и визија за тоа. И по повеќе од 10 години од градењето на првите камени ѕидови, идејата за отварање на детска кардиохирургија во Штип е се уште жива, вели познатиот лекар. Многу работи не зависат само од мене, така да и покрај можностите не секогаш можеме да ги направиме така или условите дозволуваат да го направиме она што посакуваме. Меѓутоа, ако се створат услови, зошто да не? Во март годинава во Скопје беше пуштена во употреба новата современа болница за врвна дијагностика и хируршки болести Филип II. Со ова беше реализирана визијата на познатиот кардиохирург со штипско потекло за отварање на модерна и современа приватна болница.